Кратки најави за денес. Повторно протест на Варошани за градбата на четирикатница на улица Христо Узунов. Ниту едно лице од Охрид нема да гласа на изборите во Бугарија. Саем за сезонско вработување во туризмот во Охрид. Течат подготовките на Охридскиот народен театар за новата представа Неразбраната цивилизација. Расте незадоволството во Франција од пензиските реформи. За најавените и за останатите настани од денес, ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме свежо утро, а времето во текот на денот беше сончево и топло со измерени максимални 15 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон петок ќе биде ведро и свежо. Утре над западна, северозападна, северна и североисточна Европа, како и над централна Европа, времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд проследени со засилен ветер. Во останатите делови од стариот континент сончево со локална облачност и топло време. На Балканот во петок времето претежно сончево, ќе има локална облачност, но ќе биде топло. Локално над Хрватска слаби врнежи од дожд. Максималните дневни температури на полуостровот од 18 до 23 степени Целзиусови. Во Македонија во петок свежо утро. Утринските температури од -1 до +6 степени, а времето во текот на денот сончево и топло со слаб ветер од променлив правец. Максималните дневни температури од 15 до 22 степени Целзиусови. Во Охрид во петок сончево и топло. Минималната 3, дневната 18. Во сабота сончево со локална облачност и топло со температура до 17, а во недела сончево и топло. Минималната 4, а дневната 17. Во понеделник умерено облачно и нестабилно време. Ке има врнежи од дожд и пад на температурите утринската 5, дневната 15 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандарт, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Во време на енергетска криза си помагаме едни на други. Со 80 милиони евра неповратна помош од ЕУ, помагаме да се изнајдат најдобрите решенија за сите. Директна помош за намалување на сметките за електрична енергија за домакинствата и ранливите категории граѓани. Спроведување решенија за поголема енергетска ефикасност и намалување на енергетската зависност. Инвестирање во одржливи и обновливи извори на енергија и забрзување на енергетската транзиција кон зелени решенија. Преземаме заеднички чекори за доброто на сите, затоа што енергијата не поврзува. ЕУ со тебе. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата.
Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Жители на Варош денес повторно намирен протест во врска 4-спратниот објект кој се гради на место на стара куќа на улицата Христо Узунов. Велат дека габаритот и висината на објектот се поголеми од претходниот објект на чие место се гради. Стравуваат од свлечиште. Веде директорката на Националната установа Завод и музеј од Охрид Катерина Велковска пак вели: постапката е запазена и дека е издадено конзерваторско одобрение одобрено од страна на Управата за заштита на културно наследство. Велковска додава дека запазени се планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион и Законот за заштита на културно наследство. Продолжува изградбата на објектот на улицата Христо Узунов во стариот дел на Охрид, а со тоа и главоболките на соседството. Соседите денес повторно излегува на мирен протест, гневни на институциите кои ја дозволиле изградбата на објектот. Мирче Ристевски, жител на стариот дел на градот, вели дека со изградбата на вакви високи и габаритни објекти се губи каскадниот изглед на теренот во овој дел од градот, а се губи и погледот кон езерото за оние кои се позади објектите. Во самиот закон стои дека габаритите на урбаните објекти не смеат да се менуваат ни во ширина, ни во должина, ни во висина. Ова е класичен пример од П+1 објект се прави П+3. Нивните мислења, што се скроз погрешни и намерно направени, стои дека котата мора да биде кај земјената подлога и котата почнува од темелите, не од улицата. И ние сите сме изградили овде куки кои сме стари жители и сите сме имале чувства за соседите, никој не го нарушил каскадниот поредок на сите куки. Или еклатантен пример да дам, кога одиме на кино, ако првиот ред стане на 3-4, одназад веќе никој не може да гледа филмот. Наум и Константина Идоновски за ТВМ велат дека покрај сите преписки со институциите и реакциите преку медиумите, изградбата на објектот продолжува и понатаму. Додава дека при копањето на подлогата најдени се остатоци од градските ѕидини. При копањето имаше наоди, има зидина цела од тврдината, имаше гробови, најдени се предмети, некои сребрени, така и стаклени. Темелот од оваа куќа беше на долниот дел, така да од доздола метар и пол направија насип, за да дојдат до оваа кота овде. Бараме потитно од надлежните институции за заштита на културно наследство да се стопира и поништи конзерваторското одобрение, како и дозволата за градење. Со овој проект стручњаците ја заштитуваат древната охридска архитектура. Дали ова е тоа што УНЕСКО го очекува од надлежните институции за културно наследство, дали препораките од УНЕСКО се почитуваат со удоволување на поединецов. Од Охридскиот завод и музеј пак велат, постапката во поглед на одобренијата за овој објект била запазена. По секој случај постапката е запазена. Проследени се сите предходно доставени кај нас документи и се што е од кај нас излезено сте регуларно.
Издадено е конзерваторско одобрение, кое што е исто така одобрено и од Управата за заштита на културно наследство и се запазени и планот за управување со светското културно и природно наследство и Законот за заштита на културното наследство. Жителите од улицата Христо Узунов стравуваат дека градбата на четворокатницата може да предизвика и појава на свлечиште. Велат дека улицата веќе е оштетена од тешката механизација која се користи при изградбата и додаваат дека сосем веројатно е дека ќе дојде и до нарушување на статиката на соседните куќи. Ниту едно лице од Охрид не се пријавило да гласа на парламентарните избори во Бугарија, што ќе се одржат на 2 април годинава. Само 169 бугарски државјани кои живеат во Македонија се пријавиле да гласаат на изборите. Бројот на лица кои на пописот во 2021 година во Северна Македонија се декларираа како бугари пак беше 3504. Лицата кои се пријавиле ќе гласаат на избирачките места, што на денот на изборите во Бугарија ќе бидат отворени во Македонија, како и во други држави во Европа и во светот. Списоците на пријавени за гласање се објавени на веб страната на Бугарското министерство за надворешни работи. Во земјава ќе се гласа на 7 избирачки места: во Скопје, во Битола, во Кавадарци, во Прилеп, Струмица и Тетово. За избирачко место во Охрид пишува дека списокот не е предмет на објавување, бидејќи нема лица кои изразиле желба да гласаат. Вчера, 22 март, Министерството за правда до Централниот регистар на Македонија доставило решение за неусогласеност на Сдруженијето Културен центар Иван Михајлов Битола, согласно член 5 од Закон за изменување и дополнување на Законот за Сдруженија и фондации, по претходно прибавеното мислење од страна на Комисијата за употреба на имиња на личности, информираа денес од Централниот регистар. Централниот регистар, по приемот на решението за неусогласено согласно законските измени и дополнувања, го избриша Сдруженијето од регистарот на други правни лица. Утре и задутре во касарна ХАП ќе биде одржан саем за сезонско вработување во туристичкиот сектор во Охрид и Струга. Поаѓајќи од се поактуелната состојба со недостиг на пазарот на труд со кој се соочуваат домашните компании, особено во туристичко-угостителскиот сектор, Касарна ХАП организира саем за вработување за предстојната летна сезона 2023 година, на кој бесплатно хотелите и рестораните ќе можат да го представат нивниот капацитет и да побараат вработени за сезоната. Бараме ентузијастички и пријателски настроени луѓе кои сакаат да работат со туристи од различни култури, а како сезонски вработени ќе имаат можност да работат како угостителски персонал во ресторан, во кујна, на плажа и слично, велат од Касарна ХАП. Додаваат дека некои од барањата за овие позиции вклучуваат пријателска и позитивна личност, одлични комуникацијски вештини, а претходно искуство во туристичката индустрија е плюс, но не е задолжително. Потребно е заинтересираните да имаат добри комуникацијски вештини, познавање на англиски јазик е неопходно за некои позиции и подготвеност да се работи во смени, за викенди со флексибилно работно време. Ова е фантастична можност за вработување и стекнување на искуство во туризмот за средношколците над 15 години и студенти кои бараат сезонска работа. Организаторите очекуваат учество на 30 на туристички и угостителски бизниси од Охрид и Струга, кои нудат повеќе од 200 слободни работни позиции. Саемот ќе се одржи во петок и сабота во периодот од 12 до 18 часот. Настанот е организиран во соработка со Агенцијата за вработување од Охрид, Факултетот за туризам од Охрид и сите средни училишта од Охрид, а истиот е поддржан од EU4M, проект финансиран од Европската Унија, Stellar Solutions Скопје и Општина Охрид. Течат пробите за најновата постановка на Народниот театар од Охрид на пиесата Неразбраната цивилизација на бугарскиот автор Добривој Ников. Иако пиесата датира од средината на 19 век, неговата актуелност во денешно обкружување е се уште свежа и непроменета. Глобализацијата, идентитетот и сервилноста се само дел од темите кои ќе бидат обработени во најновата представа на Народниот театар од Охрид. Станува збор за адаптација на пиесата Неразбранетата цивилизација на бугарскиот автор Добривој Ников, стара повеќе од век и половина, но се уште свежа и актуелна според темите кои ги третира. Самата пиеса станува збор за многу кореспондира со денешното време, затоа што станува збор за глобализацијата, која што не опфаќа
сите нас, за Европата која што влијае врз нас како политички, така социјално, така социолошки, културолошки и како и ние го губиме малку по малку својот идентитет трудејќи се да станеме европејци, европјани. И сега се задава големото прашање до каде ние треба да се моделираме себе си за да станеме дел од големото семејство на народите или до каде ние треба да се моделираме себе си за да станеме дел од оваа генерална и глобална унифицираност, глобализација што не опфаќа сите. Комедијата како вториот основен вид драма е можеби онаа најмоćна алатка која театарот ја користи кога сака да го прикаже односот на популацијата кон промените кои времето и окружувањето ги носат со себе. Станува збор за еден храбар пристап без конвенционалните алатки за градење на една комедија, вели Софија Ристевска-Петрушева, режисер на представата. Ова е комедија по жан, самата пиеса, но ние мислам дека ја притискам уште понатаму. Одиме кон сатира и одиме кон гротеска. Јас сум многу задоволна од колегите. Овде е меката на комедијата. И попаднав, мислам дека на правилното место. Режисерката Петрушева додава дека оваа представа е карактеристична и по тоа што се работи со исклучиво машки актери. Потенцира дека на Народниот театар од Охрид му се потребни повеќе вработување и тоа не само актери. Представата Неразбранетата цивилизација е проект финансиран со средства од програмата на Министерството за култура, а пред охридската публика ќе биде поставена пред Великден, 12 и 13 април. Сообраќајна несреќа, марихуана и кривична за коментар на Facebook во полицискиот билтен за територијата која ја покрива секторот за внатрешни работи од Охрид. Вчера во 12 часот и 30 минути во СВР Охрид пријавено е дека на магистралниот пат Охрид-Кичево, во близина на влез за село Климештани, општина Дебарца, патничко моторно возило Опел со охридски регистарски ознаки, управувано од 60 годишен жител на Охрид, изгубило контрола и излетало надвор од коловозот. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобила 62 годишната сопатничка во возилото од Охрид, констатирани во болницата Свети Еразмо. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа на СВР Охрид. Вчера околу 18 часот полициски службеници од СВР Охрид приведоа две лица од Охрид на возраст од 38 и 40 години. При преглед во патничко возило Опел Астра со охридски регистарски ознаки во кое се превезувале, била пронајдена и одземена марихуана. По целосно документирање на случајот, против нив ќе биде поднесена соодветна пријава. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 37 годишен охриѓанец поради постоење основано сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. При претрес извршен во неговиот дом по судска наредба, полициските службеници пронашле и одзеле марихуана и шприц со смола од хашиш. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 36 годишно лице од Скопје поради постоење основано сомнение за сторено кривично дело ширење расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем. Тој по објавен текст од еден портал поставен на социјалната мрежа Facebook постирал коментар со што промовирал и поттикнувал омраза и насилство, информираат од СВР Охрид. Следуваат вестите од светот. Француските синдикати кои организираат протести против пензиските реформи најавија нови протести, први по неодамнешното усвојување на законот за пензиски реформи. Министерот за внатрешни работи на Франција изјави дека дополнителни 12.000 полицајци и жандарми ќе бидат распоредени низ целата земја, од кои 5.000 ќе бидат во Париз. Министерот повтори дека во Франција има слобода на изразување, но не и право да се создаваат немири и инциденти на улични протести. Председателот на Франција рече дека непопуларната пензиска реформа треба да се спроведе до крајот на годинава и дека е подготвен да биде непопуларен поради тоа. Во интервју за некои француски ТВ канали, Макрон рече дека реформата е неопходна и дека не ја спроведува од задоволство. Синдикатите кои ги организираат протестите во средата по интервјуто на Емануел Макрон изјавија дека се разочарани, додавајќи дека францускиот председател покажал презир кон милиони демонстранти.
Меѓународниот кривичен суд со седиште во Хаг одговори на заканите на Русија, изразувајќи жалење за обидите на земјата да ги обструира меѓународните напори да обезбеди одговорност за кршење на меѓународното право. Председателството на собранието нагласува дека судот, неговите избраници и неговиот персонал имаат силна поддршка од собранието на државите членки на Римскиот статут, се вели во соопштението. Да подсетиме, Рускиот истражен комитет објави дека отвори кривична постапка против обвинителите и судиите на Меѓународниот кривичен суд, кои во петокот издадоа налог за апсење на председателот Владимир Путин под обвинение за воени злосторства. Потегот на Русија е символичен гест на пркос како одговор на налогот за апсење на Путин, обвинувајќи го него и комесарот за права на децата за воено злосторство за депортирање на деца од Украина во Русија. Кремљ одлуката на Меѓународниот кривичен суд ја нарече срамота, но правно неважечка, имајќи предвид дека Русија не е потписник на договорот со кој е основан Меѓународниот кривичен суд. Британскиот принц Вилијам ненајавено пристигнал во Полска, каде што се сретнал со британските и полските војници стационирани во близина на украинско-полската граница, јавува CNN. Вилијам ја пофалил нивната соработка во поддршката на народот на Украина. Принцот од Велс најпрвен ја посетил базата на територијалните одбранбени сили во Жешов, каде што се сретнал со полскиот министер за одбрана. Тој ја посетил и изложбата на воена опрема. 40-годишниот принц потоа се сретнал со членови на британските вооружени сили за да дознае повеќе за тоа како тие соработуваат со своите полски колеги во операциите за поддршка на Украина. Нашите народи имаат силни врски. Нашата соработка е за поддршка на народот на Украина и неговата слобода, кои се наши и ваши слободи, изјавил принцот Вилијам. Најмалку едно лице е повредено откако вчера торнадо го погоди градот Монтебело, кој се наоѓа југоисточно од Лос Анџелес. Националната метеоролошка служба го оцени торнадото со F1 со ветрови проценети на 110 милји на час, најсилно торнадо што е погодило оваа област од 1983 година. Торнадото оштетило најмалку 17 згради, а 11 се толку оштетени што пожарникарите ги сметале за премногу опасни за употреба. Метеоролошката служба соопшти дека торнадото урнало покриви, столбови за струја, искршило прозорци и откорнало дрвја. Според Националната океанска и атмосферска администрација, Калифорнија е погодена во просек од помалку од 10 торнада годишно, од кои повеќето се мали и краткотрајни. Вчерашното торнадо е само еден од низата тешки временски настани што ја погодија Калифорнија во последните месеци. Државата се соочи со најмалку 12 брана на бури, што донесоа разорни поплави и ветрови со урагански сили. Најмалку 5 лица загинаа во невреме во областа на заливот Сан Франциско оваа недела, кога силните ветрови ги зафатија градовите, рушејки дрвја и далноводи. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно!